Му се радуваш на огнот, но не и на пожарот. Му се радуваш на домот, но само кога е безбеден. Полиси за домакинство на осигурување Македонија. Сега со подобрени услови. Имавте голема битка против Шпанија на линијата од 6 метри, исто како и на претходните надпревари. Следува дуел против Чешка, а потоа и против Данска. Подготвени се нашите пикери за уште две силни средби и две големи борби. Надпреварот со Шпанија е минато, секако, дека сме спремни. Наред е следен противник на македонската репрезентација е Чешка. Значи, не очекува иста битка, голема борба. Мислам дека тоа ќе биде една изедначена утакмица каде што ќе решаваат детали. Ние како пикерите сме спремни секогаш да го оставиме срцето на терен и да се избориме за што поголема позиција за бековите и секако да помогнеме со реализација и со блокови и некои си други таму работи. Има ли некои изненадувања во играта на Чешка во однос на што го играа чесите против нас на претходните надпревари во квалификациите? Па како што гледаме на видеата на минатите утакмици на ова европско првенство, Чешка е на озбилна репрезентација. Играат играчи кои не играа во претходните дуели против нашата репрезентација. Значи, мислам дека се многу поопасни. Значи, влечат полу контра, имаат одлична одбрана, супер голмани. Мислам дека ќе ни биде премногу тешко, но заборавивме на оној дуел со Шпанија и влагаме максимално утре против Чешка, зашто мислам дека заслужуваат и ние како ракометари и сите кои се тука во Вараждин и кои беа во Загреб, да го оставиме срцето на терен повторно и да забележиме позитивен резултат. Две средби во 2 дена и тоа во неполни 24 часа. Колку ќе биде тешко, бидејќи за секоја претходна средба имавме барем по еден ден за да се подготвиме за противникот. Ништо, ќе стиснеме заби, ќе знаеме дека ќе биде тежок ритам. Се надевам дека ќе има и ротации, ќе има во текот на играта, секој ќе даде свој придонес, максимално да се искористат овие две утакмици. И се надевам, како што кажав, на позитивен резултат прво против Чешка, па потоа ќе мислиме на следниот противник Данска.